Согласен сум, што да кажам, поарно вие младите да имате перспектива, него да останеме овде во овој затворен простор каде што нема иднина за вас младите деца. Бидејќи гледате дека се што е младо, кој може да земаат бугарски пасоши и бегаат надвор. Тоа е значи на крајот борбата за екзистенција на вас младите. За нас повозрастните Република Македонија или Северна Македонија ништо не менува. Значи битката е за вас младите. Вие да успеете понатака во животот, да имате отворени простори, да имате граници отворени, да може да патувате, да може да гледате, да работите, да разменувате мисли, идеи. Па ако ги решава проблемите, тогаш се надевам да би го прифатил. Не знам, пошто еве заради тоа име земјата страда економски и од аспект кон лес кон НАТО и кон Европа, што не е знак дека општо не е сигурност дека би успеале како било, али ако помага веќе тоа е тоа. Начално сум согласен, да. Дали верувате дека ова ќе ги реши на тамошните решенија? Конечно ќе се решат со овој договор проблемите. Не се служуваме, па ние сме македонци, како може Северна Македонија. Баба, предедо, сите биле македонци, ние сме македонци. Не може они како им одговара нив. Не може мене име да ми менјава некој кога сум ја Јорданка. Не можам да видам Ајша. Премиерот многу го кажа, идеална шанса да се реши името, Македонија да исчекори напред, за младите подобра иднина, да не мора да вадат ни вакви пасоши, ни такви, значи со нашиот пасош, кај сакаат да одат, ќе влезат многу фондови, пари, стандардот ќе се покачи. Мислам дека Сепак прифаќате Република Северна Македонија. значи во моментов, како што кажа премиерот, има многу попаметни, значи што го решавале тој случај, зашто и да не би го решиле сега во правиот момент, клучен момент за државата. Јас не ми прифатил никакво име освен Македонија само да биде. И затоа не сме задоволни ни Северна, ни Горна Македонија, ни никаква само Македонија да биде. Ако треба, не сакаме ни НАТО, ни Европска Унија, значи само Македонија да си остане. Ма каква незадоволена, воопште незадоволена. Го донесува туку што го донесува договорот, дали го прифаќате? Срам да има. Ако така размислува, значи срамота за тие на врва што се таму. Тоа политичарите си го знаат, јас не работам. Дали го прифаќате тоа како договор конечен? Па тоа кој ќе дојде времето да се слушне мојот глас, тогаш ќе се одлучи, а вака не можам ништо да коментирам. Само Република Македонија, ништо друго. Не сум задоволен. За мене е прифатливо само Република Македонија.